По кризата стабилизација, Министерството за финансии очекува повисок економски раст и пониска инфлација почнувајќи од 2027 година. Поради конфликтот на Блискиот Исток кој ги поремети плановите за поголем развој годинава, властите се подготвуваат со нови проекции. Во најновата фискална стратегија која се најде пред пратениците, стои дека економскиот раст годинава наместо 3,8 ќе изнесува 3,5%, но од следната година треба да забрза. На среден рок владата најмногу ќе се подпре на стратешките инвестиции во инфраструктурата и енергетиката, како и финансиска помош за поголеми вложување на домашните фирми, за поголема конкурентност, иновации и продуктивност. Проекцијата за реалниот раст е ревидирана надолу како резултат на неизвестности и ограничувањата кои произлегуваат од конфликтите и глобалните тензии кои негативно се одразуваат на глобалната економска активност. Ова имплицира одредено одложување на претходно проектираната патека на забрзување на економијата во земјата. Сепак во услови на очекуваната стабилизација на глобалните фактори се очекува постепена динамизација на растот, при што во периодот од 2027 до 2031 година просечниот раст на економската активност се очекува да изнесува 4%. Инфлацијата која имаше надолен тренд во првите 2 месеци од годинава нагло забрза во март кога почна нафтената криза. Министерството за финансии сега очекува 4,5% раст на трошоците на живот наспроти 2,5% согласно годинешниот буџет. Основното среднорочно сценарио се уште претпоставува дека војната ќе има ограничен интензитет и ќе трае до средина на годинава, без натамошен раст на цените на енергенсите, особено на нафтата. Владата очекува инфлација од 3,3% до година и околу 2% во 2028. На краток рок, ризиците се проценуваат како претежно нагорни во услови на потенцијално понатамошно зголемување на цените на енергенсите и примарните производи, додека на среден рок тие се поизбалансирани во зависност од динамиката на надворешните фактори и домашните инфлаторни притисоци. Среднорочната рамка предвидува продолжување на плановите за фискална консолидација и покрај тоа што со првиот квартал се остварил голем дел од планираниот дефицит за цела година, сепак тој останува во планираните рамки. Следната година дупката во државната каса треба да се намали на 3,5% на 3% во 2028, односно 2,8% од БДП во 3 последователни години до 2031. Ке се намалува јавниот долг согласно стратегијата. Годинава и во 2027 тој ќе биде околу 62%, пошто ќе се намалува постепено до 58,5% од БДП во 2030 година. И покрај зголемената потреба од задолжување, според Министерството за финансии, јавниот долг ќе остане во прифатливи рамки како процент од БДП поради поголемиот економски раст.